И во наредните 2 недели граѓаните ќе точат горива по најниски цени во регионот, откако владата ги продолжи мерките за намалени акцизи и повластено ДДВ за бензините. Премиерот Христијан Мицкоски вели дека и покрај светската енергетска криза, државата успева да го ублажи ценовниот удар и да обезбеди поевтино гориво за граѓаните. Покрај сите ризици, покрај сите предизвици, гледате светот со што се соочува. Ние во овие речиси 3 месеци од, би рекол, најголемата енергетска криза која што се има случајно, не според моето кажување, според кажувањето на претседателот на Светската енергетска агенција, ние како држава не само што успеваме да обезбедиме најниска цена за горивата и дизел, за бензините и дизел горивата, туку и практично да понудиме на соседните земји, бидејќи голем дел од граѓаните од север, од запад и од југ доаѓаат кај нас да точат гориво. Мицкоски уверува дека економијата останува стабилна, а растот продолжува. Владата очекува бруто домашниот производ да се задржи на ниво од 3,5%. Премиерот нагласи дека овој реален раст на економијата се одржува веќе неколку квартали поред и служи како доказ за позитивната бизнис клима во државата. Очекувам оној тренд на стапка на раст над 3,5% на реален БДП во услови кога Европа расте под 1%, да продолжи во периодот кој што следи, со консолидирање на европскиот пазар, бидејќи тој е нашиот најголем трговски партнер, повеќе од 2/3 од нашата размена е со Европската унија, очекувам да се засили овој раст, па зошто да не и да дојдеме до оние посекувани 4, 5, 6% раст на бруто домашниот производ. Владата го подготвува и ребалансот на буџетот. Фокусот и овој пат останува на заштита на животниот стандард, инвестициите и стабилноста на економијата, вели Мицкоски. Имаме доволно и за капитални инвестиции. Ке ве подсетам, ние веќе имаме околу, во првите до сега, некаде околу 230 милиони евра капитални инвестиции, околу 14 милиарди денари се веќе инвестирани како капитални инвестиции од централниот буџет, така што очекувам капиталните инвестиции до крајот на годината да продолжат да се реализираат, бидејќи ја знам каква е динамиката. Според последните податоци, јавниот долг изнесува 10.747 милиарди евра или 59,7% од бруто домашниот производ и е намален за 1,5% поени. Според владата, ова укажува дека економијата расте побрзо од задолжувањето.